на оваа страна од земјата. Другата половина е будна и таму е сонцето. А овде е месечината. Болницата во еден град, доцна во ноќта на оваа страна од земјата, еден човек не може да спие. Не може да диша. Не можам да дишам. Не можам да дишам, велите му даваат кислород, дишкот, бронхиите, белите дробови, бронхиолите, алвеолите, капиларите, крвта се до срцето, до ткивата, до органите. Диша. Дишам. Повторно диша. Го чувствувам собственото вдишување и издишување. Го чувствувам пулсот. Таму од спротива во зградата на четвртиот кат свети светло. Некој исто не спие. Маж или жена на балконот пуши цигара. Маж. На 40 годишна возраст. Во станот каде што живеат со неговата жена. Голем стан, преголем за двајца. Жената со болно срце сонува. Кога прв пат ја видов имаше 14 години. Не се допаѓа. Морав да бидам упорен, се дека еден ден не прифати и дојде со мене во кино. Што ако не бев упорен? Чија жена ти беше сега? Сега мажот погледнува во болницата. Во болницата спротива на првиот кат прозорецот е отворен. Мал дебел човек незабележан од никого се прикрадува под прозорецот и вика. Господаре, сеньор, Собата мртва тишина. тишината ја прекинува ветрот. Заборавив да го затворам прозорецот. Сакав да останам повеќе, но тишината, молчењето. Мислев сака да си одам истовремено и дека сака нешто да ми каже и дека не сака да зборува. Не. Тој рече остави го прозорецот отворен. Ќе му убие тишината. Тој сакаше да го оставам прозорецот отворен. Дува благ ветер. Благ ветер и мирисна тополина. Како деца трчавме да ги фатиме велите памушни цветови од тополите за да имаме среќа. Погрешно правевме, неа не можеш да ја фатиш. Неа не можеш да ја фатиш.
Свети Јоко на зборовите од мајка му подавајќи ги рацете по месечината. 12.000 метри височина со брзина од 800 км на час. Патува Ербас на Ерчаја. На АБЦ и Д-19 спијат група туристи. Освен на F-19, каде од возбуда не може да заспие Јоко. Прв пат лете. Гледува низ прозорец. Темно небесно пространство. Гледам во небесното пространство. Уште малку ќе се појави сонцето. Веќе 2 месеци го дочекувам испраќа во добра иста положба. На тие што живеат таму надвор, денот им се гледа долг, исполнен. Но тоа е лага. Одовде кога го гледаш само изгревањето и заоѓањето, сваќаш дека тоа е само миг. Дори да трепнеш со очите. Ден, ноќ. Ден, ноќ. Ден. Ноќ. На балконот на 4-ти кат мажот пуши цигари. Не одете во кревет с карем и поминувани с главата додека земам дим од цигарата. Некој тупаво суеверие. Вели мажот додека таа сонува. Постојано сонувам стара жена. Седи покрај прозор. Така ме вика, зашто изгледам стара. Инаку сум најмлада во старскиот дом. Не ми тежа толку годините колку што ми тежи тагата. Пропаднав. Лицето ми се испи, ми паднаа забите, се разбудив со бела коса и попушти видот. Не слуша. Ја прашувам дали сака нешто. Ми вели да ги завратам. Потоа целата храна ја става на прозорецот и ги чека по лабите. Се чини во тоа исчекување и минува животот. сите проблеми. Ова не е обична авантура, Санчо. Да бидеш витез, значи да се бориш со непобедливото. Да чувствуваш неподнослива тага. Да одиш каде ме храбрите не се осмелуваат. Да се надеваш. Да се обидеш да го поправиш непоправливото и да сакаш чисто и невино. И кога телото ти е уморно и слабо, да се обидеш да ја допатиш недопатливата звезда, да ја бараш чистата љубов и секогаш да веруваш во невозможното. Тоа е мојот повик, Санчо. И без разлика колку безнадежен да е тој, без разлика колку далеку да ме однесе, само така знам дека моето срце ќе почива во мир, само така знам дека ќе го отсонувам невозможниот сон. Само така јас ќе бидам Дон Кихот од Ла Манча. Вака да разборувате, сеньор, ништо не ме разбирам. Мене кажете ми што треба да правам, јас се направам тоа. Јас може ми ништо да не правам со негови доктор, среќен сеньор. Вели Мариот Дедо, на високиот слаб човек, заталкани некаде далеко од дома. Тоа во станот, додека мажот пуши цигара на балконот. Неговата жена сонува. Непозната стара жена. Седи сама покрај прозор. Без да се сврти ми вели. Да не си гладен, да не си изморен. Јас сум жена, вели жената во сонот.
Сигурно си измрзнал? Сега е пролет, не е зима. Нема. Не доаѓаш, не се јавуваш. Не кажуваш како ти. Како се, тата? Го прашува секој ден керката таткото во болницата. Тој го штима гласот, ја потиснува света болка само за да ја каже: Ало, добар сум, денес сум многу подобар. во театар. Можеше да ја обземе сета публика со тагата на ликот што го играно во животот. Не може да ја скри истата таа тага пред само еден човек. Ајде! Помогнам да станеш? Ева да се движиш, да живееш нормално. Треба да живееш нормално, да, сите така ми велат, а никој од нив покрај мене не живее нормално. Види, ми вели и ми ја покажувам лицата. Да ти дадам нова? Си ја скинал? Бев долу, Зошто? сам се сидам, Немаше никој да ти помогне. сам по скалите. Не работеше лифтот. И надвор беше студено. Маркот кај што има 3 клупи, седнав на третата клупа по дрвото. И таму имаше изрежано иницијали на клупата. Имаше ДК и СП. Тоа значи дека тие седеле таму. И јас седнав на клупата. И таму палеа пештици. Може некој што седел пред мене или некој друг ги извадил. Може некој од бесица одмаздил на таа сутра не на клупа. И јас седнав на клупата. Ветрот ме удираше во градите, седно дека не се изгаси и последната светилка. И беше убаво да знаеш дека никој не те гледа. Никој не те гледа, можеш да правиш што и да посакаш. Да бев млад, да бев момче, со девојка како некогаш. Ама не бев. Станав да се одам. А клупата не пушташе, имаше патено за маистата како љубовник. Јас потегнав и таа се скина. Зошто си бил доцна навечер долу? Не можеш да спиеш. Или треба да живеам нормално. Нормално е да чувствувам страв. Вече чувство на Господа страв и носталгија. Јоко и небесното пространство. До сега не го познавав светот во живо, само од учебни. Во студентските денови го освојував во мислите. Мечтаев да патувам како автостопер. На неостварените желби да стане уметник им одговори со спокојство што успеа да го најде во едноставност. Одмерен во се, дури и во љубовта. Никогаш не успеав вистински да засакам некој. Сакаше се околу себе со иста доза. Прифатив да се оженам за девојката која ми одбра семејство. Да не мора да барам да се заљубам во некој. И имаше едно дете, според прописите на неговата земја. Го најдов ли навистина својот спокој? Се замисли сега прв пат возбуден, гледајќи го како огромен 3D сувенир светот под него. Од него, зрушена од неговата тежина, едва и се движи слабо си помагане. Колкав е светот, размислува Санчо, мислејќи уште колку ќе трае ова патување. Додека мојот синьор мисли на Дулчинеја. Tu bellezza es indiscutable, más radiante que el vidrio creado. ¿Dónde estás, mi señora? ¿O te ha olvidado de mí? Tu belleza es indiscutable, más radiante que el vidrio creado. ¿Dónde estás, mi señora? ¿O te ha olvidado de mí? Tu belleza es indiscutable. Voy a cantar una
мислам на позадиновцата. Ветало сигурно веќе го заклале без мене, штугава супа испаднала, а јас по цел ден јадам тревки и бобинки. Толку време веќе не сме дома, ми се чини толку сме далеко што веќе се откажав да правим снапалки. Може би цело време вртнало. Чека ли се уште жената? Сеньор! Жената и мажот во станот преголем за двајца, бе полноќ последничката вечера. Сакам да сум повторно дете. Му рече вечерва жената на мажот. Додека тој решаваше на ова 20.000 метри квадратна површина во глава, проектите, раковите, предавањето, од секаде го чека незавршена обврска, која ќе затвори една се отвара нова. Сега ги спушта на очарите на масата и го здигнува. Со само една помисла му се руши цел свет пред него. Во таа негова визија тој останува да стои сосем сам на брегот. Премногу слободно време, вели тој. Треба да го пополниш слободното време. Треба да го пополниш слободното време, да. Можеш многу нешта да избришеш од својата меморија. Можеш со време да ги заборавиш луѓето што си ги познала. Можеш да не бидеш сигурен дека некои наставни на вистина се случиле или не. Единствено нешто што не можеш да заборавиш е спомените од детството. Тие стојат таму за секогаш создадени во подсвеста. А возрастното тело само копне. Се повикува на нив секогаш кога сака да се засолни од животот кога се грижи. Вечерва таа само има потреба некој да ја изслуша. Најмалку што сака кога тој кажува што е добро за неа во ваков момент. И сега тоа го сваќа како да ја обвинува и се оди во погрешна насока. Ти мислиш дека не сум доволно силна? Сега мојот најдобро намерен совет го свртекам таму. А јас само пробав да ја оттргнем од оние чувства кои доаѓаат кога човек премногу време поминува мислејќи за живот. Требаше да те оставам тогаш, а не да ме носиш како товар цел живот. Вели таа во не. Мислим на моментот пред 10 години кога прв пат дозна за својата болест. Тој знае дека таа тоа го кажува во афект. Таа е пречувствителна. Жените секогаш бараат проблем таму каде го нема. Нема да дозволи да го обземе тага, сега кога треба да ја среќа. Јоко и небесното пространство и многу свет. Одовде светлата му личат на лантерни. Милиони шарени лантерни исто толку желби кои секоја нова година патуваат во небо. Нели тоа долу е тој? До него стои една жена. Тој заедно со неја држи црвена лантерна во форма на круг. Кругот е совршенство, хармонија, вечност, семејство. Колку посилно свети, толку повеќе носи среќа и надеж. Пред да ја пуштат хартиената светлука, таа посакува дете. А тој, што посакува тој? А јас? Што посакувам јас? Се праша повторно после толку години себе си Јоко. Заврши уметничка академија и се вработи во фабриката каде што работат неговиот дедо, татко му, мајка му, а потоа и неговата жена. Да не бев овде, денес пак ќе бев во фабриката. Каде што целото семејство го работат исто, прават сувенири. И сега појасно од било кога ги гледа сите своји желби од минатото. И како милиони шарени лантерни пловат по безкрајот околу него. И сваќа дека цело време биле тука, потиснати. Се чини само на дофат пред него. Пред само еден месец стоеше на сцена. Татко да помни. Пред само еден месец го играв Дон Кихот со ракот во мене. Тука ништо не ми можеш, му реков и застанав на сцената кога ми е мајка или постав брат што ќе ме брани. И дојде сцената кога умира. Тишина, штама во салоно, штама, тишина. Кога тишина како на мртво море. Чуем И тогаш некој во првите редови рече: Живе дише!
Колку пати умрев на сцената. Колку пати си го одиграв животот, колку туги животи одживеав, а ништо не можам на овој еден. Беше убаво да се живее за тие неколку мига кога публиката ќе те врати на сцена. Нема актер што не би позавидел на сите тие признанија, но и ниеден што би се сменил со мене денес. Денес излегов, не сретнав никој од луѓето што ги познават. Старата жена во домот. Така ја викаат зашто изгледа стара. Иако е најмлада во старскиот дом. Се исуши. Лицето и се испи. Испаднаа забите, се разбуди со бела коса. Не слуша. Имам пријатели, ама познавам луѓе кои изминативе години секој ден ги сретнував на исто место, на пазарот, на улицата. Како за бега денес не сретнат никој. А ќе им кажа, денес му е роден ден. Сигурно ги спречило топлото време да излезат. А во лето, секогаш градот се празни. Потоа, гледа околицата каде што ги чува медалите и статуетките во форма на коњ. Кренат на задните две нозе. Прв пат се качи на коњ на 6-годишна возраст, помислува. Сите деца учат да возат велосипед, да пливаат, а тој научи да јава. Какво дете. Какво дете, повторува старата жена. Не ли можеше да биде поинак? Нели можеше да биде поинак? Да бев птица, ќе одлетав до сега негде. Да бев куче, да бев скитник, да бев капка, ќе се проби во секаде без никој да ме види. Да бев дрво, ќе знаев како се љубат бајца што се сака. Да бев звезда, ќе паднев за некој да посека желба. Може би така ќе бев среќен. Исти и око гледајќи од прозорецот. На прозорецот кај неа доаѓаат гулаби. А таа им зборува. Како меѓу нив да е тој, ќе ја препознае, ќе ја даде знак. Не ме препознаваш. Никој веќе не ме препознава. Како сум? Положно не можам да видам. Те чекам. Се мислам дека ќе дојдеш ова пролет, ова лето, ова есен, ова зима и се така во круг. Не мора да патуваш веќе, не мора да се најавуваш. Не мора да ги собуваш чевлите од играта. Само дојди. Да беше жив. Имаше 45 години. Да беше жив, може и ќе ти го забораве родителите. Ќе ти рече голем си веќе. Нека те памети жената и децата. А вака, ќе го памтам секогаш. Секогаш кога ќе почне овој разговор, тој знае дека ова ќе биде штета добра ноќ. Тебе не ти е кај да му рече вечер во жената на мажот, а не му е тешко како да ја објасни. Тој да може своето срце да го да, навечер работите изгледаат пострашни, пробува да ја смири. Да разговараме утре и вели. Таа се чувства уште полошо. Мисли дека го тежи. Го тежи како товар во животот, како зграда што се распаѓа. И овој разговор што не изречено толку и беше потребен. И тој му тежи, мисли таа. Таа легува во собата. Тој прашално го перува погледот во неа. Герката, тако.
него, така и ќе остане во сеќавање. Цело време поминато со него. Ударест во сите смешни ситуации, наведум луд во сите караници. Мојата меморија останува брежан така. Го спушта поглед. Чека одговор. Зошто не почнуваат со терапијата? Се сеќавам точно на денот кога докторот ме викна во неговата канцеларија и со цигара во устата ми каже дека кај него се во прашање месеци. Ме обзема страв. Ми се забрза пулсот, мислите ми отидаа до крајот, го видов крајот. Потоа ги врати во собата. И како ништо да не ми рекол. Реков пријатно. И заборавив на разговор. Чека, да бидеш само малку подобар за да почнат со терапијата, велам најпосле. А јас сум секој ден се полош. Тишина. Во моментот ми поминува низ главата да беше татко ми на некој брод што тоне и да требаше да се бори за чамет за спасување, тоа однапред ќе беше осуден на смрт. Зошто си таков? Зошто никогаш не се бориш? Вели керката во моментот додека го кажува тоа се кае дека му вика. Зошто никогаш не се бориш? Чувствувам дека од мене сака да го слушне тоа што докторите не му го кажуваат. Но не можам ни јас да му го кажам. Зашто јас, за разлика од нив, верувам. Јас верувам дека во неговата мрачна и скриена така постои нешто. Што се бори. Самото и против негова воља. Волја. Како да ја врати одново волјата да ни потврди дека е болна? Бевме ли уште заедно во небеше низината болест? Прашува мажот кој стои на балконот и пуши цигара. Оште повеќе не одржани из годините. Ги занемариле сите какви проблеми, зашто во споредба со животот не значија ништо. Кога ќе дојдат кризите, како да постапи, тогаш за тоа немаше одговор. Што 10 години да имам повеќе, пак нема да знам како да ја помогнам. Никогаш не го сменив односот кон неа само затоа што е болна, никогаш не ни попушти во било какви ситуации. Никогаш не може да се замислам со друга жена. Не ја познавам од дете. Она секогаш ќе остане така. Силна, полна со доверба и шарм. Среќна. Срекна. Секогаш доаѓа срекна да ме види, јас и оди со грудка одовде. Ќе го земам. Ќе дојдам облечена во бело, како сестра. И со количка ќе го извадам од овде. И ќе го носам на сите места каде што тој некогаш ме носеше. И ќе му дадам да јаде и да пие се што ќе посака. А на болеста ќе кажам, гледаш дека е здрав, гледаш дека со мене сака да биде. Гледаш или толку си слепа што не гледаш кого го земаш. И така, ќе одиме по улиците, колите ќе ни свират да се тргнем од патот. Ќе не бараат двајца залутени сте виделе, но нас ќе ни биде кајле, зашто се до смртта е животот.
А тој нема да ја чека со скрстени раце, таа кога ќе сака да дојде. Таа нека го чека некаде далеко. Таа нека го чека и нека се откаже чекајќи го. Čekajte, signor! 84! Ja! 85! 86! 87! Signor, molim, prestanete! 88! Molim, prestanete! 89! Сигурно вашата дама знае колку ја сакате и сигурно срцето ви шука исто толку пати со секој удар што си го нанесувате поради неа, сињор. Санчо, не зборувај за работи што не ги разбираш, како например за витешките работи. Да беше тука дивиот Каракуријан Брон, господарот на островот Мамендранија, знаеш ли што ќе го направат? Ќе го натерат да клечи пред неа на колена, а таа да прави со него што ни да посака. Извинете, господине, ама вие сте будала, све тоа го правиме само за една жена. Не разбираш, Санчо. Витез без дама е како дрво без лисија, како витез без конј. Поседлај ми до конјот. Сињор, вие немате конј. Принцезата Дулчинеа, таа е најубавата, најпрекрасната дама на светот. Многу добар човек е сињор Дон Кихот. Многу ми е жал што не го гледа светот реално. И може би, еве, ние грешиме, а тој има право. Не можам да го разберам. Ти ништо не разбираш. Не разбираш како е да живееш со тоа. Да се бориш секојдневно со стравот, да водиш животот граничен од правила. Сака да му каже вечерва жената на мажот. Но не вели ништо од тоа, затоа што знае дека тој не е крив. Да не работеше толку колку што работеше, да немаше толку контакти, можеби таа никогаш немаше да добие ново срце. Покрај донорот тој беше нејзиниот спасител. Тој беше тамо за неа и кога спиеше, и кога не беше свесна за неговото присуство. И никогаш не ѝ призна колку многу посакуваше да можеа да имаат деца. Тој знаеше да се пошегува во нивниот круг на пријатели дека имал среќа да му биде сопруга. Најбавата и најпаметната жена само затоа што имала слабо срце. А не можела да го одбие. Не изтеки на нова негови измислите и се насме. За миг се почувствува како мало дете. Како мало дете, како дете што го кара. Зошто никогаш не се бориш, ми вели таа? А јас болен одев на проби. Мисле го подобре за да играм премиерата, пред само еден месец отидов во театар. Затоа не е мојата волја за живот, мисли татката. Извини. Му велам. Губам трпение. Цело време сонувам дека не е болен, дека се е постар. Дека е викенд. Јас сум дете, а тој ми вели... Разбуди се. Надвор праде снег. Ти носам сангата. Јас поспана се облегувам и не можам да се ги најдам ракавиците. Ти ги давам моите. Види колку се големи ки ги изгуба. Не се големи, ти си мала. И оди ме на нив. Истиот, оној вид од сликата од нивната соба каде што уште никој не стапнал на снегот, и ми вели, Ајде! жал ми е да го газам снегот, види колку е убав. Ајде, ништо не е вечно, ајде. Не го гази снегот, а тој пропаѓа под неговите носи и ми вели,
Го заборави фотоапаратот во колата. Страв ти е да останеш овде, ќе одам да го земам. Не, Не? не лажам. Страх ми. Тој ми дава некаква гранка. Еве ти гранка да се чувствуваш сигурно. И јас се чувствувам сигурно како гранката да ќе ме чува. Остануваш овде и ме чекаш. Додека седам така сама, ми се изострува слухот, си го слушам срцето и сега сите звуци на дрвијата звучат толку страшно и мокно и си велам колку е голема природата. А некоја птица намерно си игра со твојот страх и ти го турка снегот од гранката. Јас заканувачки ја подавам гранката кон неа и во себе повторувам не се плашам, не се плашам, не се плашам. А фотоапаратот цело време бил кај тебе. Да. Ти ме сликаше некаде далеко со дрвијата. Знам дека не го заборави тоа. Vamos, Silvia, vale, vamos. Vamos, Silvia, vale, vamos, vamos. Не ли ти рекол да не се плашиш, Санчо? А ти што направи, Санчо? Побегна од страх, Санчо! Од страх! Сеньор, кога ме видов така искршен на парчиња, си реков, јас сум средниот и... Морам да избегам! Сеньор? Вие ми рековте дека... Вие ми рековте дека Стравот пречува да гледаш и слушаш добро. И нарушува се делот и прави работите да изгледаат поразлично од она што се. Кога си во таков страв, сеньор, тогаш ќе е многу подобро да оставам вас да извојувате победа онаму каде што е потребна вашата помош, сеньор! И се уверили, Санчо? Ма што, сеньор? Дали си видел некаде похрабар битес од мене? А? Дали си видел? Не. Свиди. Дали знаеш што ќе им направи да не се појавише магијскиот Престон да ги претвори тие джинови во ветерници, а? Señor. 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 Dali znaš što ќе направеше магијскиот Престон со тие джинови? Така е, сеньор. Престон. Затоа, храбрите треба да бидат трпеливи кога работите одат лошо. Señor. Señor. Така, сеньор. Само храбрите треба да бидат трпеливи кога работите одат на лошо и да бидат среќни кога одат на добро. Велат дека судбината е плашлива жена која што многу пие. Слепа и не гледа кого одзема, а кого го здигнува, но вела дека надежта е родена заедно со љубовта. А љубовта кон вашата дама е толку голема што сигурно ќе ви се насмевне среќата, сеньор. Ај. Сеньор. Сеньор! Среќата можеш да ја препознаеш само во споредба со несреќа. Мажот на балконот пуши цигари. Пред 10 години. Пред 10 години ми рече дека ме остава. Кратко самиот себе ми се стегна жилите на вратот. Се смрзна крвта и помислив, тоа е. Има друг. Но ми рече дека незиното срце има аномалија. Болести. Ја бакам. Ја кренав и почнав да ја вртам во круг. И почнам, кога се смеам пак да почнем, не се добро чувствувам во тој момент. И така и среќа само знам дека и повторувам, те сакам.
Тогаш бев сигурен дека како што ја држев неја, ја држев среќата во своите раце. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your I hand. wanna hold your hand. I wanna hold your Дај ја раката ми вели, како што јас ја барав неговата погода како неосветлениот мост кон театарот. Сега не може да ја стисне повеќе колку му е силата, затоа јас ја стискам неговата. Немој да се плашиш, ми вели, без да кажем ни збор, со само еден мал стисок на раката. Мислев ќе дојде денот кога ќе можам да ти кажам немој да бидеш како мене. Да, немој да бидеш како мене. Повеќето родители сакат нивните деца да станат тоа што тие не станале, а јас ако нешто посакувам, тоа е немој да бидеш како мене. Договорен? Договорен. Тој се насмева. Мојот стисок на раката успева да му краде насмевка. Што се смееш? Ништо, а ти? Се смеам дека ти се смееш. Ми текна кога сте биле на екскурзија и кога сте фрлале паричка во фонтаната и сте се замислувале желби, ти си посакала да купам нов автомобил. Па сакав да имаме нов автомобил. Може би тогаш требаше да посакам нешто друго. Не верувај во такви глупости. Аха, Што? А, тогаш, то. како да сака нешто да ми каже. Да? Ја наведнува главата назад, седна толку подзамижано вели. Ама и премногу разум не е во ретките полуди. А најстрашно од се е да го видиш животот каков што е, а не таков каков што треба да е. Треба да се откажеш од безкорисните желби, да научиш да живееш во момент, не во минатото или во замислената иднина. Да станеш тоа што сакаш не е гаранција за среќа. Посакувањето ги одзема задоволството и среќа. Посакувањето води до страдање и предизвикува одново раѓање. Мисли љоко чувствувајќи притисок во ушите и уште понепријатно толчење во главата од спуштањето на авионот. Како што се спуштава тркалото од авионот и тој амортизирано удира на пистата. Јоко станува свесен дека е далеко од дома. Дека за прв пат тргна на патување сам во друг град, исто како дедо му пред многу години. Дедото, од кого го наследи талентот за сликање, ја делеше истата судбина. Да не стане уметник. За некој време тој ќе стои на истото место. Во истиот час каде што пред многу години стоел дедо му. Пред катедралата, кога јатров птици излетале од северната кула како резултат на кампаната, што тој не можел да ја чуе. Додека другите минувачи застанале засегнати од звукот на камбаната, дедото сватил дека за секогаш го загубил звукот. Додека сите го слушале звукот што тој не можел да го слуша, тој бил способен да го види она што другите не можат да го видат. Тој ги гледал птиците кои ја напуштаат северната кула, небото, катедралата во спојот со пурпурното небо што единствено тој можел да ја забележи. Како што тркалата се спуштаат и авионот амортизирано удира на пистата, Јоко станал свесен дека таа слика силно влежана во неговата меморија, приказните на дедо му го дели само момент. До овој момент никогаш не измекнаве од донот. Не сакам да го замислувам. Мисли жената по вечерата со незиниот маж. Не сакам да верувам дека се родил само за да можем јас да живеам. А тој мисли што ти каже на утрешното предавање. се зборува за новата библиотека, за принципите на професијата. Секогаш сакаше да ја споредува архитектурата со животот што го обкружува. Не држаш во живот оние објекти за кои мислиш дека е најпотребно. Градиш новиот, кој некои се вклопуваат во градското ткива, некои не.
Котуѓото срце што го офрла организмот. Се надевам дека и тој имал живот полн со доживување. Се прашувам дали срцево ги памти неговите болки и радости. До тој момент ми се забрзува пулсот. Како да ми велите слушам. А јас сакам да му кажам дека го сакам. Дека не го отфрлам јас по моето тело. Дека сум жива се додека тој е жив во мене. Ништо не е постојано. Да се мисли дека работите во овој живот секогаш остануваат во иста состојба е залудна предпоставка Санчо. Всушност, се изгледа како постојано да се менува индивидуум. По пролетта следува летото, по летото есента, по есента зимата, потоа повторно доаѓа пролетта и така времето го продолжува својот вечен круг. А животот на човекот секогаш трча. Трча дури и побрзо, дури и побрзо од времето кон својот крај. На крајот од полицата старата ја враќа статуетката што пред малку ја зема. Кога денес на неговиот роден ден некој би дошол и би рекол: вашиот син беше многу добар човек. Да беше жив, ки имаше 45 години. Од каде го познаваш, ки го прашам. Да не одете заедно на училиште? Дали си му колега од работа? Не го познавам лично, ти одговореше тој. Тогаш ќе поберам да му го слушнам срцето. Ќе му раскаже се, ќе му каже какво дете беше тој. И ќе му ги покаже сите медали и трофеи што неговото храбро срце ги освои некогаш. Никогаш пробувам да замислам што прави тој кога мене ме нема. Сакам да видиш среќен без мене. Сакам да видиш среќен без мене и вели таа сега исто како и тогаш. Јас со мислите сум таму. Со неа пред 10 години. Може би вела не умираш. И да чувам. Ке најдеме ново срце и тоа ново срце ќе ме сака повторно мене. Може би само молчи. Нема да можеме да имаме деца после трансплантација. Видите, тогаш за мене не ми беше важно. Не е важно, јас бил среќен дека сум со жената што ја сакам. Вечер за прв пат таа побара нешто од мене. Имам една желба. Имам една желба. Рече вечерва прв пат. Храницата, позадишката вечера. Некаде пред полнот пред да заспи. 3, 2, 1.
Jaz se vprašam, da li možeš še da vide drugo. Može še da se napravi nešto ako se otkrije še poram? Секоја вечер ми измачува истата мисла. Враќам се одно. Барам некоја причина, нешто да ми олесни, да ми каже дека не можело да биде поинаку, потоа барам некој момент, некој навестување што може би сме го испуштили. Това секогаш било болест што ја имаат некој други. Што звучи толку страшно, што мислиш дека е далеко од тебе. Да го зборувам нему за тоа. Тој се луд. Или не обвинувајте никога. Како може човек да е така? Без гнев кон никого, дури и кога е смртно болен. На закачалката во креветот виси неговата нова кожна јакна. Никогаш не си купуваше ништо. Од студентски денови сакал само кожна јакна, кога ја купи и ја облече и ме праша: Како? "Убава е," му рекол. А? А не навикната ништо да купува, си помислив кој ќе ја носи кога него ќе го нема. Сушто се мисли тоа. Беше здрав, крупен човек, лежал во кревет подолго од еден ден. По една недела започна се. Тој влезе во болницата, а јас почувствував вина. Мојата помисла, мојот страх да беше виновен за неговата болест. Мојот најголем страх од секогаш беше сознанието дека еден ден го изгубам татко. Да не беше тој мој страх, може би никогаш немаше да дојде до ова. Се обвинувам себе си. Се обвинувам себе си додека тој заспива. Додека спијам, не се плашам, немам борби, немам победи, немам порази, немам страдови. Благословен да е тој што го измисли спиењето. Таа покривка на сите човечки мисли. Храна што го убива гладот, вода што ја гаси жепта. Тежина и равнотежа што ни доведува и кралот, и пастирот, и просијакот, и глупакот на исто ниво. Има само една лоша работа околу спиењето, Санчо. А тоа е дека потсетува на смрт. Бидејќи има многу мала разлика помеѓу човек што спие и тело на умрен. Сенјор, морамо има крчма. Помори ме много. Тоа не е крчма, Санчо! Тоа е замок! Замок?
замокот или кралската палата? Одиме во група, а мене срцето почнува забрзано да ме чува. Како се повеќе се приближуваме до катедралата. Има некое задоволство во сето тоа исчекување, одложување на момент кој неминовно ќе следи. Во сознание дека тој момент те чека тука за наголот. Застанувам со групата туристи пред представата школа за јавање во светот. Школа за јавање е единствена на светот која повеќе од 440 години култивира класично јавање во духот на ренесансната традиција на Отекор. Движењата кои биле практикувани за време на тренезите првично се развиени за да можат коњите да бидат користени во битка. А движењата биле користени за да го зајакнат телото и умот на коњот и од него да направат атлет. Погледнете го овој атлет, вели водачот. А јас пред мене го гледам него. Висок 160 сантиметри. Долга глава, прав профил, длабока белица, мали уши, очите темни, големи, експресивни, моćни, сентиментални, лирски, ноздрите пламени, здрав, робусен, силен и заоблен врат, низок мускулес, широк гребен, широки длабоки гради, мускулесто рамо, нозете мускулести и силни со широки зглобови и јасно дефинирани. Попитата мали и свесни, така наречен барокен тип на коњ, липицан. Се гледаме очи без ниту еден да трепне. Кој си ти му велам јас? И како еко ми се враќа прашањето во мене. Кој сум јас? Сега е веќе стар, не е нити за трка, нити за карада, а беше еден од најдобрите во школата за јавање. Долго живеат, но толку е просекот 30 години. Можеш да му дадеш подкашете? Овие зборови липицанарот врти круг околу нас со обмерен чекор на нозете, плевајќи ги високо над земјата и се поклонува пред мене. Го подавам коцка шеки. Не ја зема цела во устата, туку ја лижа во мојата рака и потоа ја топи. Исто сме високи. Никогаш досега не сум почувствувал ништо слично кон некого, сега кон него. Љубов и жал за неговиот живот. Ја турка раката со муцката право до моето срце. Молчиме и се гледаме. Колеги, тоа е замолно да започнем со прецизирање. Нападне тази да Пулс? Температура? Треба да постапиме како да... Гледам целки лекари, доаѓаат, ме прегледуваат, ми земаат крв, нешто зборуваат меѓу себе. Едниот од нив вели... Во најдобар лекот, ќе го лечиме генот со најнова метода. Замислете, ние ја имаме методата, бил помало црно, а ние го имаме лекот. Ти го даваме крв повеќе од 100 пати, операцијата ќе биде бесплатна. Докторе, во ваши раце сум била. Само уште да се потврди дали пациентот е во добра состојба и може да се започне. Честити, колеги, одлично извршена операција. Тој ги отвара очите среќен и ми вели: Готово е, правим операција. Готово е, лекот што бил расипан ќе го лечиме, готово е. Готово е. тоа да ти бил еден мал обичен ген. Мал, како мртов пиксел, ништо да не ти бил тој, готово е ми вели. А јас молчам. Зашто знам дека сето тоа е само сон. Тој ме гледа збунето и умор. И затвора очите и повторно продолжува да спи. Продолжува турата низ градот, а
Јас имам потреба да се одвојам. Скршнувам незабележливо во првата подесна уличка. Се одвојувам од групата. Кој сум јас? И одзвонува повторно во главата. Со секој скршнување ги губам името. Годините не сум веќе нечи син. Не сум веќе нечи татко. За миг се чувствувам слободен. Толку слободен што моите чекори личат на подскокнување. Моето одење преминува по трчање. Гледам во поле од 360 степени. Можам да видам различни работи во двете очи истовремено. А моето лице добива гримаса на среќа. Со покренати уши, ширени ноздри, напрегната глава. И ова моје за миг чувство на слобода ќе продолжеше да трае. Да не сватам дека сум повторно меѓу луѓе. Да не ме прекинаше едно со шпански акцент, симпатично изговорено. Сеньор! Сеньор! Сеньор, краде повторно! Краде повторно, сеньор! Не отворих ми ни 5 минути, сеньор! Како да отворам? Како да отворам, Санчо, кога спроти нас во пресретни доаѓа витез, што носи шлем од царството на Мамбрина? Сеньор, тоа е обичен човек со силно камера, Месинген Беберски, легата глава! Така зборуваш, Санчо, затоа што не му ја знаеш вредноста на шлемот! Гледај сега како се го предизвикам. Свири, Санчо. Ей, ти, витезу! Ти што јаваш на месечина! Ти што седицата ти е побрза од чекорот! Ти, витезу! Сеньор? Тој изгледа оставајки ви при магарето и легено. Гледаш? Гледаш како на секаде се расчула за мојата храброст? А! Јас сум витезот! Јас сум витезот! Солдажен ли! Јас сум витезот! Солдажен ли! Солдажен! Витезот! Солдажен ли? Солдажен ли? Не, сеньор. Пред малку ве видов на светлот од месечината. И вашето лице беше така тажно како што немам видено досега, сеньор. Може би затоа што сте уморни, сеньор. Па што? Од сега ќе бидам витезот со тажен лик. Јас сум тој на кој му се судени големи несреќи, ама и големи победи. Јас сум тој што ќе се одмазди за неправдите што ги нанесуваат свирените и силните на безпомошните и слабите. Да му го вратиме на светот тоа што кој неподратно го изгубил. Богатството! Праведноста, Санчо. Праведноста. Праведност. Ако ја има на овој свет, конјот ќе галопира во природата каде што припаѓа. Помисли и око гледајќи ги почините полни туристи кои ги влечат коњи. Слободното лутање по улиците за момент го одвои од луѓето, но не и од мислата за липицана. А кога небото стана портокалово, тој се сети на својата цел и тргна кон неа. Катедралата со сета своја возвишеност пред која се покорува и сонцето. Ја пуштам да ме обземе со сета своја моќ и големина, целост. Јоко стои пред катедралата од 12 век со својата нова верзија на Канон со широк објектив, знаејќи колку е висока јужната кула за да би опфатил целата. Стои подготвен, со својот апарат да го долови моментот исто како и неговиот дедо пред многу години. Тој момент те доаѓа до длабоко сознание, дека најдобар објектив е човечкото око. И тој ја губи желбата да го зароби ова доживување во слика. Смешани чувства на возбуда, страф и носталгија. Летот, лантирните, погледот на липицанерот, чувство на ослободување.
очиите што ги влечат коњи, грамадното здание на катедралата Босхит и чувство на ништожност. Портокаловото небо. Од ова доживување за прв пат во животот на Лазар Морници, целото ова патување е за него едно ново сознание за кое што преди да се живее. Да живееш во моментот, не во минатото или во замислената иднина. Требаше да помина толку години за да сватам што е смислата на животот. Да живееш, да бидеш тоа што си. Помислувај ово. А во истиот тој момент, истиот тој живот сега толку вреден за живење. Одлучува ова да биде неговото последно доживување. Тој паѓа на земјата, а последно што го гледа, не е катедралата, во вертикала го гледа конјот кој каска, очие во која седат туристи. Убав конј, висок 160 сантиметри, очите темни, големи, експресивни, мочни, сентиментални, лирски. Ајде точно пред катедралата следе толпата туристи, кои чијата запира. Случајните мимувачи се затечени од неговото паѓање. За миг околу него се застанува. За една минута се слушаат сирените на брзата помош, кој со шкрипење ги растерува луѓето. Докторот му го проверува пулсот и констатира смрт. На поштадот, полека се враќа во нормално. Таму каде што луѓето живеат нормален живот, сега сигурно сите спијат. Таткото во болницата. Ноките се најтешки. Кога сите ги си одат, останувам сам, со тишината. Ходникот штама. Таму од спротива, во зградата свети светло. Некој не спи, ми дава надеж дека се уште е рано. Страх ми е да погледнам во часовникот и ми се види ноќта цела вечност. Така некое време поминува и почнуваат да ми доаѓаат мислите во главата. И се редат секакви слики. Знам се. Мал сум, ми шишаат нулу. Студент сум, имам долга коса и брада. Татко сум, полека ме напушта косата, особено кај за листоците и на челото. Ето и доволно Сонија, ни кажат ли се што требаше да ги кажа. Пораснах. Ми се лизна од рацете и нема да доживам ништо да видам од неја. Сеньор? Да тргнем, сеньор. Еден човек во болницата во еден град не може да спие. Не може да диша. Диша. Забрзано диша додека сомна. Мажот и жената во својот стан. Мислам дека и помина лутината. Не знам зошто не попушти веднаш и не легнав и јас со неа. Не му се спиеше. Сакаше да биде сам. Тој останал уште долго на балконот додека она спиеше. А сега е во неговата соба. Ја гледа својата жена како спие. Таа ги отвара очите. Ме погледнува како плашена срна и вели: Фрид. Сонува Фрид. а јас си велам извини. Одам по непознат човек. Тој брза пред мене, едва го успевам да го стигнам. Таму на ридот застанува ми вели: Чекај ме од. Ќе дојдам.
Лесно те познавме, Вели. Наистина си била много убава. А потоа? Со подскокнување гаси коридот. Како да оди по воздух, а не по камен. И исчезнува. Спи. Ја бакнувам и велам спи. Таа ги затвора очите. Јас легнувам по крај неја држејќи во преградката се додека не заспие повторно во ноќта. Има денови во животот да човек не може да најде една единствена причина што ќе му даде грам сила за да го помрда од место. Работев на библиотеката. Кога една вечер ги виде моите цртежи, ми рече: достига парк со зелени. Ми рече: замисли човек што ги прочитал сите книги на светот и сега се наоѓаме во моментот кога тој човек ќе враќа последната книга на своето место од полицата. Што да прави тој човек? Да те рекол нека се сврти кон природата. Утро чувствувајќи се така, сакам да кажам, да замисли човек кој целиот свој живот го поминал со некога и сега се наоѓаме во моментот кога тој човек е сам. Што да прави тој човек, сакам да ја прашам утро. Го направив тоа што го правил кога таа се уште би спиела во својот кревет, што таа би сакал да го правам сега кога е нема. Денеска пробувајќи да излезам од дома после 30 години поминати заедно, бројќи ги они од заедничката клупа која делевме. Јас денеска прв пат почувствував животот и светот околу мене непознат. Ја сум Санчо, да ја сум Санчо, последва мојот господар. Слушам верно, го следам слепо, најдобар си му пријател. Јас сум Санчо, да јас сум Санчо, го следам мојот господар. Слушам верно, го следам слепо, најдобар си му пријател. Се спуста на коридот да го позначи од човек пред мене ми вели, а само да го следам го знае патот напад. Љубов и жал почувствував кон тоа невино животно лице мене. Иако водев едноставен живот, нема материјални желби, скршна под само спознавањето и еве ме во мојот нов живот како хоник. А се спуста на коридот, а јас јавам на конј. Каде научи да јам така добро помислува? На мојот грб нема сандалата кај мојот господар. Тој вели дека е најбавата од сите жени на светот, иако никогаш не ја видел. И кога цвестат милостие, почасот погледам со мене тај. Јас сум таму, седувала сам едно, потреба заедно става проблем. А спуста ме първо това да ти го чуеш, че му първа само да стира. И казва, што се направо не воля Господа Сахаре. Јавам се согласија, се вратиме назад само поради вас. Аз срещам мој романтичко да видя вистина. Нека се гледат светлото на градот. Ей, чекай, само секунда, чекай. Сори. Може. Сега. Таше!
не да ме види, ето. А на софата, во заедничката соба, седна, чекаше млад убав човек во своите 40-ти. Ме поздрави. Од возбуда не стигна како се вика. Сестрата му рече да зборува погласно и да остави сама. Пред мене стои стара жена. Не тежа толку годините, колку што и тежи тага. После те е била лицето испиено, не слуша. Син ми беше многу добар човек. Ми вели непознатиот. А мене срцето почнува да ми чука се посилно. Само тоа што го спомнува. Од каде го знаеш? Да не одете заедно на училиште. Да не си му колега од работа? Не го познавав лично, да. Знам. Дојде денот што толку многу го чекам. Жена ми го доби неговото срце. 10 години секој ден го чекам овој момент. Знаев дека ќе дојдете, му велам ми солзи. А потоа, каде е таа? Ве молам, донесете ја. Сакам да му го слушнам срцето. И се обидувам да останам толку што можам посмирена. Ова се тие моменти кога човек не знае што се може да направи. Може би го држам за рака, го влечкам за раката непознатиот човек, од радост како дете, а тој ме гледа, ме пушта, ме смирува и ми вели: извинете. Тоа беше незината последна желба. Вели тој. Не дочека да ве види. И стоиме така прегрнати и молчиме. Секој во својата тага. Ја ставам главата на неговите гради и го гушкам, силно го гушкам непознатиот човек. Беше јавач, му вела. И му ги покажувам трофеите од полицата. Сите деца учат да возат велосипед, да пливаат, а тој научи да јава. Какво дете беше тој? А потоа, каква беше таа? Каква беше таа, ме прашува старата жена. Јас си велам: убава. Таа беше многу убава, вели тој. Сонцето заоѓа уште еднаш. Таа станува да го затвори прозорот. Тој со полузамижани очи ми гледа. Стави го, ќе ме убие тишина. Не сакам да си одам. Сакам да го прашам многу работа. А ако го прашам, страх ми е дека ќе помисли дека и јас не верувам во него и се откажам. Утре е нов ден за бајцата, помислувам на се. Обакнувам. Нешто ми вели, држи ја во преградка подолго од вообичаено. Се преврнувам. Нито еден не тргнува. Немој да остануваш до доцна, му велам најпосле. Тој е смирнува.
Таа си оди, а мене пред очи ми доаѓа сликата кога ја учев да вози велосипед. Дела гледај само напред. Ама да ме држиш? Повторно го лажеме таа, тука си не се плаши, гледај напред. Држи ме цело време. Не ме пуштај, повторува возбудена керката и врти со педалите. Не се плаши, гледај напред, не се врти, гледај напред. Ме држиш така? Те држам, врти ајде со педалите. Тука си така? Тука си. Возам! Мој да се вртиш. Гледај само напред. Гледај само напред и таа вози. Вози без да се сврти. Јас повека ја пуштам. Тој сакаше да го оставам прозорецот отворен. Тој рече, стави го, ќе му убие тишината. Сакав да останам повеќе во тишината. Молчење. Мислев сака да си одам. Истовремено дека сака нешто да ми каже и дека не сака да зборува. Тоа благ ветер. Ја пуштам раката. Да фатам еден од помучните цветови што ги разнесуваат тополите за среќа. Ја не можеш да ја патиш, му мисли таткото за среќа. Во раката му застане дебел памучен цвет од топа. Гледам во небесното пространство. Уште малку да се појави сонцето. Тие што живеат нормален живот таму надвор, денот се гледа долг и исполнет. Но тоа е лага. Одовде кога го гледаш само изгревањето и заоѓањето, сваќаш дека тоа е само миг. Дори да трепнеш со очите. Ден, ноќ. Ден, Ноќ. Собата мртва тишина. прозорот е отворен. Малок бегал човек, незабележан, Санчо Панса влегува во собата и ми вели: Господаре, сеньор, а зад него, во сина на грбот ја носи најубавата дама, Дулчинеја. сеньор. Станете, сеньор. Степно Санчо, потивко. Ја представувам најубавата од сите жени на светот. Принцезата Дулчинеја. А јас ви се поклонувам на убавината принцезо. Принцезо ми вели тој. А јас се смешкам. Дојдовте во незгоден час, инаку ќе ве уверев во мојата љубов. Јоко бревте и каска во круг. Розина, немој да бидеш непристоен во присуство на дама. Сеньор, ако дозволувате, дамата е уморна од патот и од моите приказни. Да ја однесам во собата каде што вие подоцнеко може да ја посетите. Прави како што мислиш, Санчо. Јас признавам, Санчо, Се наведнува и му шепне. во нејзино присуство сум малку збунет. Розина, однеси ја дамата во неубавата соба. Вие, принцези, имајте убава вечер. Таа е навистина поубава и од сончев ден. Утре е нов ден, сеньор. А вие сте нешто замислени. Сеньор, љубовта е тешка работа. И така како страно спречува да гледаш и слушаш, да не можеш да се тврди прави. Прави работи кои изгледат поразлични.
Сеньор? Да, Санчо? Сеньор. Скалегнал е така ступкан без трошка сила. Ајде станете, сеньор! Ајде размедрете се, вие сте тој некој што му се судари опасности, но и големи подвизи, тој што ги им се освети на свирепите, на силните за неправдите кои ги нанесуваат на безпомощните и слабите. Вие сте, сеньор. Вие сте витезот со тажен лик. Од него остана само тагата, Санчо. Немојте да бидете меланхоличен, сеньор. Не знам што значи овој збор, но се биде погоден за да го потребите. Ще ветрова, сеньор. Изумаме нови победи, сеньор! Знаете што, сеньор? Имавте право. Така толкајќи сам пред да не едам да учинеја, сватих дека имавте право. Дека бев само обичен лакомец по пари. Дека ме водеше само желбата за да станам господар на остав. Да, не се разбирам во витешки работи, сеньор. Не сватих едно. Ја сватих дека уживав секој ден заедно со вас. На последниот ден. Ајде, сеньор, станете, тргнеме повторно, сеньор, да видите само што ми направи волшебникот Фрестон. Наместо да учинеја сакаше да ми подметне една старица. Тргнеме повторно, сеньор. Сеньор. Да, Санчо? Гледам во сонцето. Не слушате што ви зборувам? Гледам во сонцето, Санчо. Во тоа небесно око. Тој вселенски фенер. Творец на сета музика. Лекар на сите луѓе. Но ноќта се ближи, а некоја незадржлива сила го влече надолу. Во известно време ќе исчезне подземја и ќе настапи темнина. Но тоа нема да биде долговечно, Санчо. За неколку часа на другата страна од земјата повторно ќе блесне светлина и ќе се појави кочијата во која човек не може да гледа. Размислувајќи така, Санчо, сватив дека кочијата со која јас се возев наскоро ќе исчезне подземја и никогаш повеќе нема да се крене. Кога ќе заврши мојот ден, друг ден, Санчо, нема да има. Затоа чувствувам така. Чувствувам дека мојот последен ден се ближи кон својот крај. The mission of each true knight is duty. To glean the impossible dream, to find the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the undoubtable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star, like wind, follow that star, no matter how
my rest, and the world will be better for this. Not one man scorned and covered with scars, still strong, his last ounce of courage. The unreachable star.